Сјајното златно копче. На студениот, снежен бадник, светот беше скриен под кебе од блескав мраз. Во малото градче Винтер Холоу, секој дом светеше со светла и беше исполнет со празнична радост. Децата се гушкаа во своите кревети, сонувајки за магијата што ќе ја донесе ноќта. Високо над поспаниот град, Дедо Мраз ги правеше своите обиколки, доставувајќи подароци до сите добри деца. Додека неговата санка се движеше над Винтер Холоу, сјајно златно копче, олабавено од светлоцрвениот капут на Дедо Мраз, тивко падна во снегот подол. Без знаење на Дедо Мраз, копчето слета во дворот на едно мало момче по име Итан. Итан беше авантуристичко и љубопитно дете, познато по својата безгранична енергија и големо срце. Следното утро, Итан се разбуди рано, желен да види што му донел Дедо Мраз. Додека истрча надвор да се игра во свежиот снег, златен сјај му го привлече вниманието. Сместено во снежниот нанос беше изгубеното копче, кое блескаше на утринската светлина. Итан го зеде копчето и веднаш знаеше дека е нешто посебно. Не беше кое било копче, беше големо, со сложени гравури кои како да трепереа со своја магија. Сваќајќи дека мора да му припаѓа на Дедо Мраз, Итан одлучи дека мора да го врати. Како што се стемни, Итан се завитка во своето најтопло палто и тргна во снежната ноќ, решен да го најде Дедо Мраз. Месечината го водеше додека се влечеше низ снегот, цврсто држејќи го копчето. Снегулките танцуваа околу него, а ветерот шепотеше низ дрвјата, како да го бодри. Срцето на Итан беше лесно и полно со возбуда, знаејќи дека е на мисија од голема важност. По она што му се чинеше како часови, Итан пристигна на чистина каде што ја најде паркираната санка на Дедо Мраз и ирвасите како одмараат. Самиот Дедо Мраз беше во близина, проверувајќи го својот список уште еден последен пат. Итан се приближи предпазливо и со глас полн со чудење извика: Дедо Мраз, го најдов твоето копче. Дедо Мраз се сврте со искра во очите и весел смеа. Па, благослови ја душата моја. Извика тој. Се прашував каде отиде тоа. Додека Итан го предаваше копчето, Дедо Мраз нежно ја стави раката на неговото рамо. Ти благодарам, Итан. Направи нешто одлично вечерва. Со мафтање со раката, Дедо Мраз извика мал, убаво завиткан пакет од ништо. За твојата храброст и љубезностка. Рече тој, подавајќи му го на Итан. Внатре во пакетот имаше снежна топка, но не било каква снежна топка. Кога Итан го затресе, ја виде сцената од неговата ноќна авантура, комплетна со минијатурен Дедо Мраз и ирваси. Тоа беше магичен потсетник на ноќта кога го врати изгубеното копче. Со последно срдечно: Хо. Дедо Мраз се качи на своите санки и во налетот снег исчезна. Итан се врати дома со срце полно со радост, а духот му светеше од топлината на сезоната. Тој знаеше дека доживеал нешто навистина магично и никогаш нема да ја заборави авантурата со враќањето на сјајното златно копче на Дедо Мраз. Од тој ден, Итан ја ценеше својата снежна топка, символ на магијата и добрата волја што ги носи Божик, и секоја година, додека паѓаа снегулките, тој ќе се сеќаваше на ноќта кога го сретна Дедо Мраз и на лекцијата дека љубезноста и храброста се највистинските дарови од сите.